Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во уште една емисија на Маја Гости. Денешната епизода ми ја инспирираше новото дрво кое си го купив пред некој ден, си купив ловор. Не дека е некое специјално дрво, меѓутоа ме инспирираше да ви покажа малку храна од Средниот Исток. Денеска ќе подготвуваме ливанска храна. Храна која потекнува од Ливија, меѓутоа се прави низ целиот арапски свет. Навистина е многу едноставна за правење, делува многу комплицирано кога ќе слушнеме шиш табах или не знам хумус или табуле, меѓутоа во суштина се многу интересни и лесни рецепти кои ви ветувам дека многу брзо ќе ги подготвиме. Меѓутоа, денеска, како што ви кажав, снимаме дома, до сега ја запознавте Бони, меѓутоа, денеска ќе го запознаеме и мојот син Марио. Ви кажав дека многу е интересно, нели? Да видите како тој готви во кујната, а секоја мајка треба да знае дека за да одгледа многу добар маж понатака, треба да го научи да готви. Марио е во спалната, секако игра нека видео игрица, меѓутоа денеска малку ќе го учиме во работа. Марио! Добар ден, јас сум Марио и имам Колку години? 10 години и имам брат близнак. Да, и денеска ќе готвиме, така? Често готвиме или не? Па да, Ја сакаш мојата храна или не? да, ја сакам. Што не знам да направам, кажи им на нашите гледачи. Не знам, тавче гравче, И друго што не знам да направам? пржени јајца. Ете, може да подготвите секаква храна која доаѓа од најразлични земји, меѓутоа вашите деца нема да ви ја бендисаат тавче гравче и пржени јајца. Секако тие ги подготвува најдобро? Кој? Баба ми. Баба ти. Одлично. Денеска ќе почнеме со едноставен рецептот. Значи ќе правиме ржничи. Ржничите ќе бидат од пилешко месо, обично бело пилешки стек. Ќе ги подготвиме заедно со ловоров лист и еден куп зачини кои се употребуваат во храната од Средниот Исток. Тоа ќе го сервираме во кускус и на крајот ќе направиме една прекрасна салата табуле. Ќе започнеме со најпрвин јас ги исчистив стекот и ќе започнеме со сецкање. Марио ќе ми помогне да го исцецкаме стекот, ќе му дадеме една мала даска, но најпрвин пред да ги направиме ржничите, секогаш треба да ги ставите стапчињата под вода, односно да ги навлажните, бидејќи кога ќе ги ставите на скарата може да ви се запалат и не го сакате тој изгорен вкус во ржничите. Нашите стапчиња се намокрани и почнуваме со сечење. Малија за тебе голиме, за мене може? Може. Треба да ги сечкаме во коцки за ржничи. Сега ќе ти покажам како. Една за тебе, една за мене. Ги сецкаме, внимавај на прстите, ги сецкаме во парчиња кои се од прилика 3-4 см. Мора да го држиш. Ајде. Малце поголеми. Јас ќе го сецкам поголемиот дел. Што е најубаво, Марио, мајма што подготвува, она најмногу што ти се допаѓа? Не знам, шпагети. Шпагети. Кој е првата јадење кое те научив да го подготвуваш? Макарони карбонара или шпагети карбонара. Ќе го раскажеме рецептот? Добро. Синово? Како се правеа карбонара? Мама знаеш дека ги правеше во емисија? Стана? Да? Не сум знал. Значи, Не ме гледаш. Јас ќе ги направам. меќе. Неке. Може да ти помогнам? Ето, сега сакам. Че за да ги направиме ржничите, ќе искористиме од оние кеси во кои јас ги чукам моите зачини, меѓутоа сега ќе ги искористиме за да ги маринираме. Пилешкото се става во кесичка и внатре ќе ги ставиме сите зачини, ќе ги ставиме сите маслото, ќе го ставиме најмалку 40 на минути во фрижидер да се измаринира, убаво да прими од сите можни вкусови и мириси и на крај ќе ги подготвиме зачините и ќе ги подготвиме ржничите и ќе ги испечеме на скара. Ајде, Марио, помагај, внатре го ставаме пилешкото. Па малце биди побрз, нели? Добро. Малце леплеви се за прсти. Ќе ги измиеме раците на крај. Добро. Ајде, моите. Ги ставаме внатре. Убави со овие вакуум кеси, бидејќи можеме убаво да ги измаринираме. Пилешкото е внатре. Во една кесичка ќе ги ставиме зачините. Ќе ставиме коријандер и шарен бибер. Тие, Марио, после ќе ги ставиме? Не. Сега ќе го истепаме зачинот. Карпа. За да можеме да ги скршиме парченцата бибер. Може ја да го правам тоа? Може. Ајде, само треба да држиш и треба силно да дираш. Чекај да ги проведеме сега.
да ги провериме. Може уште малце. Во пилешкото ќе ставиме коријандер, шарен бибер, малку цимет, сол, сок од лимон, маслиново масло. Ви ветувам, ќе бидат прекрасни. Помогни ми со кесата. Натре ги истураме нашите истепани зачини. Ки ми раскажеш на гледачите како подготви првиот рецепт? Што се ставаше? Па карбонара ми беше на почетокот малку комплицирано. Ставаме цимет. Држи кисичката. Бидејќи имаш многу работи да ставиш, но на крај испадна многу лесно. Стварно? Ја не се надевам дека ќе биде толку лесно. И како ги направи карбонарата? Ги направи по оригинален рецепт. Па не баш, имаше еден дел каде што не ги направив по оригинален рецепт, но Ставаме повеќето беше маслиново оригинал. масло. И како можевме? Ајде повтори како ја ги направивме. Прво ги ставивме шпагетите во многу вода. Во многу вода, ама топла вода, и им ставивме малце солца. Добро. И направивме во едно мало чиливче и направивме смеса од едно цело јајце и една жолчка од јајцето. Му ставивме и пармезан и еден намаз или крем сир, како сакате. И после ги сецкавме кашкавал и додавме делот кај што е малце Кашкавал или пармезан. пармезан? Пармезан Добро. и наместо сладина јас многу обожавам кога ставам шунка. И Тој беше делот што ти си го смени. Да. Ставаме кора од лимон и половина лимон внатре. И после тоа пармезанот и шунката ги ставаме во смесата и ги мешаме и ги додаваме во шпагетите. И тоа се сервира во една чинија и така. Вкусно беше? Многу. Навистина ги подготви прекрасно. Чин тоа е нашата маринада. Она што ставивме внатре беше маслиново масло, ставивме сок од половина лимон, ставивме кора од лимон, цимет, малку искршен коријандер и бибер. Сега тоа убаво ќе го промешаме, само да истиснеме воздухот. Ајде, Марио, почни да ги масираш внатре, за да го добијат целата смеса. Ајде. Јас малце ќе го расчистам, додека Марио ме асистира. Јас подготвив однапред друга порција, за да може оваа да ја оставиме да се маринира 40 минути најмалку, меѓутоа би било прекрасно доколку можете да ја направите ден претходно и утре дента да ги направите ржничите. И нашите стапчиња почнуваме да го редиме ржничеот. Како што ќе ставаме, значи едно парченце пилешко, ќе го обложиме со малку ловоров лист. Ова јадење мислам дека не сум ви го направила, Марија, така? Не, До сега не. видниче не. Меѓутоа сме јаделе други, така? Па да. Како да научам јас да подготвам добро пражено јајце? Што е различното во праженото јајце, како прави баба ти, а не го правам јас? Па разликата е бидејќи ти, јас многу сакам кога има повеќе жолчка од јајцето и ти и да не е толку многу пržено, но ти ги правиш мала жолчка и Мала жолчка. многу пržено. Така, одлично. Значи треба да додам на Курска и која баба? Кај мојата втора баба, баба Венера. Аха, добро. А кој прави најдобро гравче, што не знам да го правам? Мојот другар, мајка му. Мој другар мајка му. Добро. Правим уште неколку залчиња. Дали ти допаѓаат, Марија, како изгледаат? Да. Која храна тебе најмногу ти се допаѓа? Која ти ја правиш или? Кој можеш и јас Општо. која правам или општо, независно. Која најмногу ти се допаѓа храна? Мене ми се допаѓа многу ми се допаѓа шпагети 4 вида сирење, Може би треба да ги направиме еден ден во емисија. можда. Добра, друго. А ти кој го правиш, навика ми се свига тортилите. Ќе ги пржиме на скара, скарата е чиста, не ја подмачкуваме бидејќи нашето пилешко се маринираше во маслинов сос и други одредени сокови. И на крај ќе ви покажам една финта како тоа прекрасно да го направиме, а пилешкото да ви биде со вршено млеко внатре и сочно. Ги ставиме сите. Дали мирише убаво?
Да, много. Циметот во пилешкото е една совршена комбинација. На крајот, пилешкото ќе го ставиме во топло тенџере. Ова е еден трик кој го користат на средниот исток, бидејќи пилешкото месо знае да не биде сочно. Она што го научив низ годините е кога печам на скара или пржам со многу малку масло пилешко месо, го ставам во топол стат. Некој тенџере, моето тенџере веќе се грее, чисто, празно, без апсолутно никаква течност внатре. Кога ќе завршиме со печењето на ржничите, ги ставиме внатре и ги оставиме да се здушат. Ви ветувам дека пилешкото ќе биде совршено нежно и сите можни вкусови ќе останат пиени во него. Додека се прави нашите пилешки ржничи, ние ќе подготвиме една прекрасна салата која се вика таболе. Во нејзе се користат неколку намирници и тие намирници ќе ги замешаме, меѓутоа основата е Макдонас. Многу Макдонас, односно ќе ставиме 2 китки Макдонас кој е ситно изечкан и тој мора да е сув. Значи Макдонасот мора да биде исклучително исушен, ако сте го измиле, малце ќе го истапкате во крпа затоа што не сакаме да ни се разложни салатата. Покрај тоа се става малку спатлиџен кој не е зрел, односно треба малку позелен да биде, се става млад кромит. Сето тоа убаво се зачинува со една лажица булгур. Ние во случајов ќе употребиме малку кускус, бидејќи сакам кускусот после да го искористам со сервирање на ржничите. И на крај убаво ќе го зачиниме сето тоа со маслиново, со убаво квалитетно маслиново масло и сок од лимон. Додека ги пржиме нашите ржничи, ќе го подготвиме кускусот кој треба да го сервираме и да го ставиме во нашата цебуле салата. Да, ставаме една чаша кускус. Кускусот се подготвува на тој начин што ставаме мерите со истата шолја, го ставаме во еден сад, го прекриваме така што ќе оставите само еден прз вода од озгора. Кускусот не се врие, ќе го впие целата течност внатре, за едно 5 минути ќе биде готово. На крај ќе ставиме сол, бибер и малку путер. Да става вода? Не, таа е вриена, ние страв да не си изгориш. Ставате вриена вода, после ќе го ставиме тенџерето да ни се стабилизира, значи еден прст вода. Марија, дали ти најмногу сакаш на светот кускус? Колку беше среќен што денеска разбра дека ќе подготвуваме кускус? Од тестенини не, ама иначе многу сакам кускус. Многу сакаш кускус. Интересна работа, ова ми е последен пат прва кускус пред 4 месеци, така да ми се погоди. Се погоди? 4 месеци не сум ви направила кускус? Да. Добро, еве денеска ќе ручаме. Имам едно прашање, зашто баш со ловоров лист ги правите на ржничите? Па затоа што така. Во суштина тоа не е оригиналниот рецепт, значи во оригиналниот рецепт одат само оние зачини кои ги ставив, значи циметот, коријандерот и останатите, нели, што ставивме цимет, коријандер, бибер и сок од лимон, меѓутоа мене многу и кора од лимон, меѓутоа мене многу убаво ми изгледа како тоа, види колку се убави ржничите. Ќе ги пробаме. Значи кускусот го ставивме во вода, ставаме малку путер. Може да става? Не. И го прекриваме, го ставаме да отстои. А што не ги ставиш пример тука ржничите? Па нели кажавме дека тоа е една финта која мама ја користи кога готви. Пилешкото месо е многу суво внатре, кога се пече на скара, за да ги задржи сите сокови, ги ставаме во топло тенџере да постои малку, за да може да се сготви од својата сопствена топлина. Уште малку. Не сум знал. Да. Сега добро. Која е најважната вештина што треба да имаш кога ќе пораснеш? Да знам да готвам. Зошто? Бидејќи не морам да ја кажам на мојата жена кога приведе ми готви, така ќе се чувствувам како мрза. Да сум. И така, драги мои, се расте еден прекрасен феминист. Нашите ржничи се готови, тенџерето ни е топло. Не можеш да се движиш додека се движам и јас. И ржничите, значи тенџерето е чисто, само е многу врело. И ги ставиме внатре, за да се достоплат, не со прст. чипкам. И ќе не чека да ги сервираме додека ние правиме нашата салата. Значи имаме еден Макдонас, тоест 2 китки Макдонас јас имам. Тука кој ќе ги исечкаме многу ситно, значи тој треба да е сув, мојот е сув, може уште малку може да го слушаме, бидејќи не сакаме да ни се навлажни салатата.
Така нема да биде убав вкусот. И вкусот ти ќе биде многу разводната и нема да биде право тебуле. Или табуле. Табуле. Да. Мала закомплицирано, ама добро. Додека постоеше арапскиот ресторан во Скопје, ние бевме чести гости. Последниот пат, мама, кога бевме, што се случи? Беше тогаш едно најголемите невремења во Скопје и беа поплавени улиците и едва стигнавме дома. Ама ние си уживавме со прекрстени нозе. Така беше? И ние јадовме, мислам дека салатата тебуле и режничите, мислам. Така беше? Мислам дека беа тие јагнешки режничи што ги јадевме, ќе ги ставиме и држките од Макдоналдс. Може ја да помогнам? Мислиш дека можеш тоа да го правиш? Мислам. Ајде, пробај. Дека треба да ја ставиш раката, да го прицврстиш с ножот и полека. Може ја сега да продолжам или сакаш ти? Ајде. Ајде ти. Значи, оваа емисија ќе трае сигурно час и половина, додека се научиме како се сетува Макдоналдс. Меѓутоа му ветив дека ќе биде во емисија. Одличен. Добро. Јас мислам дека уште малце ќе го досечкам, бидејќи ни треба да биде многу ситни да бидат лисченцата. Ти не го обожаваш многу Макдоналдс, така? Само салат го јадам. Моја салата си ја викам. Ма се чуде рецепт, но може во следната емисија да го правиме. Може, зашо да не? Начинот на кој се учи готвење е со пробување. Не постојат грешки. Едноставно треба да си пробуваш и да си најдеш она што тебе ти се допаѓа. Можеме да се помогнам? После, сега не. И тоа е нашиот Макдоналдс. Значи имаме тука 2 китки Макдоналдс и сега ќе продолжиме со останатите состојки. Значи сечкаме 2 Е, тоа можем ја. Ти можеш се. Не би сакале на камера да имаме проблем. Може чудни имена има да рапите тебуле. Тебуле. Зошто чудни? И нашите имења на нив им се исто така чудни. Е, како пример Марио да ти е чудно. По така тебе не ти е чудно, меѓутоа во арапскиот свет може би е чудно. Нивните имења им се вообичаени. Марио е интернационално име. Навистина? Да. Не знам кога ти го ставиш. Продолжуваме со патлиџан. Имаме еден патлиџан, кој го исечкаме исто на многу ситни коцки. Све одиме на многу ситно. Ја салатава нема да јадам, пошто ќе има домати. Домати не јадеш? Не. Да, не јадеш домати. Само може кората да јадам, тоа е малку специфично. Зошто сметаш дека треба да не јадеш некои работи? Едноставно кога сум ги пробал не сме ми се свидели и затоа. Не мислиш дека треба да им дадеш втора шанса? Не. Може би ќе порасне и ќе го смени мислењето. Живеам за тој момент. Тоа е нашата мешавина за тебуле. На крајот, последната состојка е нашиот кускус. Се ставиме само неколку лажички. Топло? Многу е топло. Го промешуваме. Видете како набабрил и ја впил целата течност. Ставаш, Марио, 3 лажици, додека јас подготвам како да го направиме последното нешто. Стави 3 лажици. Уште не, бе. Кускусот ќе не чека за да можеме да послужиме, претходно уствари да го засолиме. Може да го засолиме, бидејќи не ставивме, ќе ја засолуваме салатата
Сега убаво ќе го засолиме. Ајде ставај сол. Неколку ставај сол. Доволно? Доволно. Имаме една прекрасна чинија. Делува на арапска, така? Ќе ја ставиме како подлога кускусот. Ќе го направиме личи убаво. Јас ги сакам овие работи кога се тапкат да изгледа убаво. Ајде, тапкај го, за јас да му го разубавам со малку ливченца од нане. Тоа не е дел од рецептот, меѓутоа ќе ги ставиме за да изгледа убаво. Можеш малце да го присобереш од тука, вака. Да. Направивме една убава. Крајот ќе искинеме неколку ливченца од нане свежа, за да изгледа убаво. И внатре ќе ги ставиме, ќе ги сервираме нашите Лажничи. Стави ги вака еден врз друг. Потруди се да изгледаат убаво. Додека Марио ги сервира рожничите, јас ќе ја подготвам мојата салата. Ќе имаме прекрасен арапски оброк. Дали си ти задоволен? Да. Дали ми ги става убаво? Многу. Да. Нашата тебуле салата. И тоа изгледа интересно. Внатре ќе го ставиме остатокот од лимонот. Ова е нашиот арапски оброк, а ние се гледаме на масата. Ние во права арапска атмосфера ќе седнеме на земја и ќе го пробаме убав вкусно јадење. Тоа беше се за денеска, се надевам дека ќе го пробате овој убав оброк.